Фарсата, наречена специјално јавно обвинителство, целосно се делегитимираше себе си. Извршниот комитет на ВМРО ДПМН на вчерашната седница ја разгледуваше и ја анализираше последната скандалозна одлука на СЈО, со која што Зоран Заев по втор пат избегнува кривична одговорност за криминалот во кој што е фатен. Врз основа на изнесените правни аргументи беше оценето дека станува збор за срамна одлука со која што СЈО, наместо орган кој што гони криминал, се промовираше себе си во партиски орган на СДСМ и Сорос, чија што основна задача е да го штити криминалот на Зоран Заев и злосторничкото здружение формирано околу него. Ова одлука представува еден вид на преседан, бидејќи експертската јавност не памети во правната пракса во Република Македонија некој јавен обвинител да се откаже од застапување на обвинението во оваа фаза на постапката, кога обвинителниот акт е правосилен и потврден од Совет на судии. Со партиската одлука на Катица Јанева се дерогира и претходната судска пресуда, изречена по признание на еден од членовите на злосторничкото здружение на Заев и Верушевски. Политичката одлука на Катица Јанева е најдобра потврда дека Зоран Заев и Верушевски се фатени во криминал и дека органите на истрагата го подкрепиле случајот со цврсти и несоборливи докази. Почитувани присутни, воспротивно, немаше да постои причина Катица Јанева по втор пат да го спасува Зоран Заев од кривична одговорност со аболиција и амнестија. Катица Јанева само потврди дека е инструмент во рацете на СДСМ и Сорос. Ке има правда и ке има мир, кога криминалци како Зоран Заев ке одговараат пред судовите и кога нема да постојат разни катици и разни СЈО да ги спасуваат. Ке има правда и ке има мир, бидејќи народот ги прочита платениците на СДСМ и Сорос, кои што молчат и се кријат после втората аболиција на Зоран Заев. Правдата пред македонските институции ќе го стигне за Заев и неговото злосторничко здружение, порано или подоцна. Тие мора и ќе одговараат за се што историја на Република Македонија и на македонскиот народ. Извршниот комитет на ВМРО ДПМН ги охрабрува институциите да работат согласно уставот и законите и да не дозволат сторениот криминал да минува неказнето. Зоран Заев не е, ниту смее да биде привилегиран и над останатите граѓани. Исто така, почитувани присутни, би сакале да упатиме и уште една порака. Би сакале да му ја честитаме инаугурацијата и стапувањето на функција на новиот претседател на Соединетите Американски држави Доналд Трамп и да посакаме стратешкото сојузништво помеѓу Република Македонија и САД да продолжи да се развива и да се интензивира. Исто така, го честитаме и изборот на господинот Антонио Тајани за претседател на Европскиот парламент. Господинот Антонио Тајани е долгогодишен пријател на Република Македонија, поддржувач на ВМРО ДПМН и се надеваме дека со неговото претседателство во Европскиот парламент соработката помеѓу Република Македонија и Европската унија ќе се интензивира и дека Република Македонија ќе остане на патот на она што е наша стратешка определба, а тоа е полноправно членство во Европската унија.